Основниот став на социјалната критика е дека никој не смее да биде подјармен и малтретиран со непомирливост кон негативностите. Централната точка на социјалната критика беше револуцијата во 1789 година. Најизградени погледи во социјална смисла во почетокот на 19 век беа погледите на социјал-утопистите. Меѓу најпознатите се наоѓаат Клод Сен-Симон, Шарл Фурие, Роберт Овен, богат индустријалец, направил практични обиди во социјални реформи. Тој со утилитаристот и хуманист Джереми Бентам основал компанија во која работниците работеле во човечки услови, градел живеалишта, училишта за работниците и така натаму. Трите става на Сен-Симон беа: политиката да се претопи во економија, политичкото владење над луѓето да се претвори во владење над предметите, важноста на производителите или индустријалците кои ставаат на располагање материјални средства за задоволување на потребите на членовите на општеството. Различните анархистички учења говорат за потребата и можноста луѓето самите без посредници или надредени личности или институции да си ги средуваат општествените односи. Импулсот кој Робеспиер го даде за оваа концепција беше во неговите зборови: народот кој има представници не е слободен. Волјата не може да се представува. Најпознати теоретичари на анархизмот се Пјер Жозеф Прудон, Михаил Бакунин, Пјотар Кропоткин. Визијата на анархизмот е дека во општеството не треба да има власт над луѓето. Понекогаш тоа е придружено со бунтовнички движења против општествениот ред и наметнати норми. Поимот анархија го создал Пјер Жозеф Прудон и неговото учење било дека власта на човекот над човек е робство и никој не треба да владее со луѓето, туку секој да биде одговорен за самиот себе.